Сиромајот што идело дженем. Чита Александар Станојков. Си бил еден итар сиромав човек, арно ама што дека бил итар, кога не можел да си прерани челатта со леп. Јас сиромав, си рекол сомот едно утро. Заошто сум жив, кога не можам со леп барем, ако не со друго да си наранам децата. Мене ме пери бегање на туѓина. Така рекол и не одрекол. Се сготвил едно утро, си обул искинатите опинци на нозе, си преврлил искинатото торбенце нарамо со една полојна ржан леп, си преврлил парталаата сакма на рамо, си зел раплаато стапче врака и овде ти е патот. Бежаноа бело носи, а Стојаноа црно, си рекол сам со себе и тргнал за натуѓина. Цел ден што патувал, до Пладне беше стасал до едно градче. Бидејќи многу беше било горештина, седнал до една чешма под една сенка, што била до крај од градот. Се измил малку образи нозете за да се оладит и легнал на плеќи, та фатил да овкати да јачит, од што му било макал до дењето на таа силна горештина. Не би час, еве му една девојка беше дошла да залеит вода и кога чула ти овкат сиромајот, ја се нажалило и го прашала: "Од кај идиш бре стрико што толку си се уморил ако не ми кажеш?" Тој си молчит и ништо да изборуват. Повторно девојката го прашала. Тој пак си молчит и ватил да врие на маката згора за да ја дај тарчот. "Стриколенце, ако не ми кажеш од кај идиш, што толку си се уморил и јачил?" го прашала трети пат. На третото прашување од девојката беше седнал сиромаја со лутина. Од джене ми да мори девојче, доста ми е мака од моите ѓаволи што ме мачеле, да и ти дојде да ме прашаш и да ме мачиш. А исто ми се од пред очиве сега на макаа згора, ја рекол. Кога чула девојката оти сиромајиот джевнем идел и ѓаволите го мачеле, си премислила оти вистина си идел сиромајиот джевнем. Ја чекај да го прашам човеков лели идел од джевнем, дали го видел деда тамо, си рекла со умот. Море стриче, ќе те прашам нешто, ама право да ми кажеш и голем бакшиш од мајка ќе земиш, чунки ние сме најбогати во градов. Дали го виде деда ми таму во джевнемот? Чунки дедо ми беше многу грабител и на мнозина луѓе насила пари му изграбил. Кому 200 алтани, кому 300. Довека таков беше Бог да го прости. Мајка вели, оти е дедо во джевнемот. Ете, за тоа те прашам, стрико. Да не треба да се лутиш, туку ако знаеш да ми кажеш, те молам, чичоле. Кога ја изслушал сиромајот девојката, бидејќи итар беше, веднаш беше му текнало како да ја речит. "О, мори ќерко, да зер ти си му внука на дедо ти што е во джевнемот? Господ да му е на помош ќерко на деда ти, на голема мака е ќерко. На 10 ченѓели е тобесен за ногти, чунки со прстите и граба од сиромасите парите, ти ќе и Господ сполај му го обесил на ченѓели за прстите. Ката ден му идат луѓе пред него, за да му исакаат парите што му и грабнало. Ама најголема мака имаше од еден човек што му зел 300 алтани. Ете за вашиот късмет ме донесе Господ во вашиот град и да се најдам со тебе, чунки јас ќе одам во еден друг град за да му земам 250 алтани од еден друг човек што е во дженемот. И тој на мака голема сиромав е обесен, ама за мишкиет пак малку полесно е обесен, а не како дедо ти за ногти. Арно ама, бидејќи на голема мака е, ти ќе ме прати мене да му земам од дома пари за да си плати и да куртулисат од таа лоша мака. Друго чаре не бидуат. Ами ние посакум бараме ваков човек дојден од джевнемот да ни кажи за деда. Те молам, стриколенце, ако не повелиш да станеш и до кај мајка да дојдиш, да ја кажеш за татка и може да ти дајат пари, да му однесиш во дженемо да си плати да куртулисат од ченѓелите што е обесен. Му рекла девојката жалено на сиромајот. Спики, девојче, да дојдам, ја рекол и то како нажален ѓоа. За атарот од Господ и да ја кажам на мајка ти да сакала дала пари, сакала не дала, мене ништо ќе се не ми влегува.
Чунчи, јас сум само пратен од Бога за покуќите од тие луѓе што се обесени за пари, многу што грабеле од светот. Му сакам да ми даат ако имаат, за да му однесам и да си платат кому што борџат. По тие зборови стана по девојката и отишол кај мајка е. Ја кажала девојчето на мајка сути човекот идел од джевнемот и оти го виделе обесен деда е за ногти на 10 ченгели. И сето другото што е кажал сиромајот. Кога чула мајка е од девојчето тие збори, и таа го прашала дали вистинет така како што е кажува ќерка е. Ватил сиромајот и незе да е кажува, се е нажален. Збор тој кажуј, таа плачи, тој кажуј, таа плачи и крши си прстите од жал за татко е. Не плачи, невесто, не плачи, е рекол. Оти од солзите твој езеро ќе му направат таму, да доста му е талот што е обесен, па и во вода да стоите. Те мола, нека иде сој до тука да се мачи татко си. Ами, ако можеш борџо да му го платиш, да после настрани си шамијата и ич гајле да не бериш кај ќе си седи тој. Саде моли Бога за која ќе си умриш ти при него да си оиш. Кога ја чула тие збори, жената рипнала и изваила 300 алтани од ковчег, та му и дала врака на сиромајо. На, брате, 300 алтани да му ја однесиш на татка ми за да си плати борџот. Еве ти тебе 10 за завметот што ќе ја носиш, му рекла. Те молам, брате, побар го однеси за да куртули се од 10 чингели. Побар го од 40 дни не можам да појдам и да дојдам, ама да сум со некој арен конј во 4 дни појдувам, му рекол сиромајот. Ами ако било така да ти го дајме нашиот конј, да поиш во 4 дни, јабер да ни донесиш. Брго, ќерко, извај го арниот конј од плевна, да го куртолисам 1 саат побрго деда ти од джевнемот, е рекла на ќерка си. Јавнал сиромајо конјо и едно излегол од портата надвор, му го удрил мајмузот што да може да бега. Мајко, ами лошо конј јас му го дадов на човекот, и рекла ќерка е. Мури, ќерко, ами како сгреши така, та да му го даиш лошио конј, сега може да се забави за 8 дни. Ај со здравје нека, ојде, ако се позабави уште некој ден, нема ништо, ја рекла на ќерка си. Не би час, си дошол мажот од чаршија и се сготвила жената да му каже што направила, фатила да се подсмева и одокола да му кажува на маже. Ами да знаеш, море човеку, што добрина сум направила преска. Што добрина си направила, мори, туку што се смеиш као некоја заликана. Ја кажи да видиме, ја рекол мажот. Море, домаќине, ама арно сум направила, да затоа се смеам дека ми иди радост е. Ете, од дженемо дојде еден човек, ти ќе здраво живот кај татка ми донесеш. И ми кажа, оти, татко бил на голема мака, обесен за ногтите од 10 прсти од рацете, дека му имал 300 алтани на еден човек грабнати на овој век. Та човекот секој ден му и сакат, и чунки немал да му и дај татко е. Господ го обесил. Да што ти кажувам домаќина, лошо ќе стори. Дека ќе го куртулисам татка, ете. Да, ете, човеков пешче се забаеше, дури да појдеше од дженемо, и му го дадов, ете. Вака пуста домаќинка му кажувала и се смеала, ама одокол му кажувала за некако сам да се сети домаќино. Се сетил до некаде сам, ама пак салам не можеше да сети токмо, та е се втурил на жената со лутина и рекол: "Тактицата пукница, мори ли га амаро? Кажи, мори, кому што му даде, мори никаквице? Не туку смеј се да не би се насмеала да би." Навикнувањето од мажот, жената како да се уплашила и беше замолчила, та на местото незино му кажало се со ред од аз до Ижица девојчето: "Конјо, извајте го од плевна да ви Госпове отепал, мори и цар небесен поразил, што ми запустивте куќата да ви пусти глаите да ви бидат." Му стегнал коланите од конјо, го јавнал и му удрил мајмузо, таму се пуштил по човекот да го втасаат. Сиромајот бегал и назад се обзирал, едно излегол од град надвор чорбаджијата,
Се сетил сиромајот, оти по него трчат. За късметот од сиромајот кај што одел по патот, видел еден прост човек кај си требел еден ѓерис. Море човече бре, му рекол сиромајо на Аргатино. Али знаеш оти ти сега жив ќе се делиш од оној човек што трчат по патот? Него, кај туку бодина со конјо. Чун ти е пратен од царот да бара еден ѓеривџија, за да му ја оделит кожата, за таламба си да му направи на царот. Скри се внатре во ѓерисот, така да куртулисаш. Се уплашил Аргатино и се скрил во ѓерисо. Не би час, втасал чорбаџијата и го грабнал сиромајот за пазуа. Не дочекал сиромајот да му проговори и му шепнал на уво. Човекот што го бараш, него внатре во ѓеризон, се пикна и коњо мене ми го даде да го држам. Ако сакаш, влези и фати го. Што ал имаш, види си со него. Го поверува чорбаџијата и му го дал коњо негов да го подржи, дури да го извади од ѓеризот Аргатинот. Едно пошол од ѓеризот и кога надзрал внатре, го видел Аргатино притиснат кај стоиш. Ја излези ваму бре, песу еден, оти сад ќе те дерам со кремен, му викнал чорбаџијата на Аргатинот. Кога чу Аргатино, тој збор од чорбаџијата, сеа ќе те дерам со кремен, беше се уверил оти вистина може да го дерит. Та фатил главата да ја тепат од камењето и да велит: ни мене глава, ама ни тебе кожа, ни мене глава, ама ни тебе кожа. Удри гиди главата од камење, удри гиди, беше ја издупил сиромашкиот како зашадрван. Го фатил чорбаџијата Аргатино и го извил од ѓеризот надвор, та му свикал: парите бре пес, што си изел на жената ми, оти сега то те пафја. Море аман бре брате, чакај да се разбереме, му рекол плачејќи Аргатино, чун ти главата беше отепал, та го болеш. Кај сум видел жени, кај сум видел пари јас од ѓеризот. Мене еден човек што стоеше овде со конјот, ми рече да се скријам. Оти ти ќе ми ја дериш кожата за таламба си да си му правил на царот. И јас него го поверував што се скрив во ѓеризов. Уште кога му рекол човекот со конјом ми рече, се ополил чорбаџијата кај конјот и човекот беше го снемало. Чунти дури го вадел чорбаџијата сиромајот од ѓеризо, тој беше му го зел поарниот конј и џиџос беше се сторил, чунти јунак беше бил конјот, та одлетал многу с краја во некоја лоша планина. Кога се ували чорбаџијата оти Аргатино на душа беше го нападнал, изваил многу пари, та му и дал и проштење му зел, та си јавнал слабиот конј и се вратил дома. Кога го видела домаќинката, оти со другиот конј си иде, сторила, оти му го дал на човекот за побргу да појде во джевнемо. Уште не слезен од конј, му се изнасмеала жена и му рекла: да си ми жив човеку што си го втасал човекот и си му го дал другиот конј за побргу да појде кај татка за да го куртулиса. И јас преги ја реков на ќерката за арниот конј да му го даеше на човекот. Арно, ама ете таа сгреши, а пак ти сега си угодил. Нека пукнат богнеме душманите зашто велат: зето погледиште, врбо огреиште. Било ѓоа зет не гледи те си тешта, ама ако ми речи некоја песја ќерка тој збор, веднаш ќе ја запнам устата со оваа добрина што ја направивме ние денеска. Мочи шуте едно ти покрај тебе, јас очутив, тарниот конј го изгубив, рекол мажот. А шутата жена останала абер да чека од татка што бил во джевнемо. Сиромајо пак останал со 300 алтани за сочелата да си јајце. Дури има будали богати, не тргаат мака сиромаси.